Почитувани колеги, добар ден, поздрав до сите вас, учесници на вториот вебинар на Факултетот за безбедност при Универзитетот Свети Климент Охридски и Фондацијата Конрад Аденауер од СР Германија, канцеларија во нашата држава. Денешниот втор вебинар има тема регионалната соработка и поддршката од Европската Унија и НАТО наспроти влијанието на другите државни актери во справувањето со пандемијата. Фондацијата Конрад Аденауер е наш долгогодишен партнер во низа регионални проекти во сферата на безбедноста и надворешната политика. Во овие чувствителни периоди и време кое денеска го живееме како регион и како држава, говориме за исклучително актуелна тема, имајќи во предвид дека на државата им е неопходна поддршка и помош од надвор и регионална соработка во областа на здравството, безбедноста и управувањето со кризи во справувањето со пандемијата. Проектот има за цел да направи компаративна анализа на меките и тврдите мерки и другите механизми и политики и воопшто начинот на справување со пандемијата во Северна Македонија, Бугарија и Србија и воедно ќе понуди анализа на геополитичките аспекти и делувањето во услови на глобална пандемија. Ја поканувам координаторката и континуира наш поддржувач, господјата Даниела Поповска, во име на канцеларијата на Фондацијата Конрад Аденауер, да ни се обрати. Повелете. Микрофонот е исклучен. Да, слушаме, така. Да. Благодарам, Маријан, благодарам на учесниците. Видов дека и слично како и за минатата иницијатива, и овој пат имаме убав интерес, така што, како што кажа и Маријан, да, ние веќе живееме со COVID-19, ова е навистина актуелна тема која што не засега сите без разлика од која област доаѓаме. И токму во оваа насока, во заедничка соработка со Факултетот за безбедност, кој што се наш традиционален партнер во многу проекти изминатите години, се решивме оваа година да спроведеме една трилатерална иницијатива, како што е денешната, која што ќе биде во насока на сензибилизирање на експертската јавност како носителите на одлуки од областа на безбедноста и справувањето со кризите и ќе понуди искуства од три земји, од Македонија, од Бугарија и од Србија, во однос на начинот на кој што секоја земја се справува со пандемијата на COVID-19, влијанијата и последиците врз безбедносниот систем на сите земји, јавните политики и надворешните односи во услови на една ваква вонредна и кризна состојба. Проектот ќе понуди компаративна анализа на сите овие аспекти. Мене ми е драго што во проектот од секоја земја се вклучија навистина истакнати експерти од областа на безбедноста. Со голем број од нив веќе и во минатото имавме соработка. Па во оваа прилика би сакала уште еднаш да ја поздравам професор Татјана Дронзина од Софискиот универзитет, професор Драган Джукановиќ од Факултетот за политички науки од Белград и исто така, нели, уште еден поздрав и голема благодарност до Факултетот за безбедност и професор Маријан Ѓуровски. Исто така се заблагодарувам на поддршката и учеството на Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија. На наше задоволство денеска учествува во дискусијата господин Зоран Попов, државен секретар од Министерството, кој што беше активно вклучен во многу процеси кои што беа во надлежност на Министерството за надворешни работи,
особено на почетокот, нели, кога сите граници беа одеднаш затворени во регионот, кога требаше да се организира цел оној транспорт на македонски државјани кои што се враќаа во земјата, така што верувам дека ќе имате доста прашања да упатите кон господинот Попов. Јас искрено, со нетрпение очекував денешната дебата. Ќе посакам плодна дискусија и ве поздравувам уште еднаш и се заблагодарувам на учеството. Добар ден на сите, благодарам на поканата. Чест и задоволство ми е да се обратам во име на Министерството за надворешни работи и со нетрпение очекувам дискусијата. Мислам дека имаме за многу нешта да поразговараме. Дали се слушаме добро прво и дали се е окей? Добро, би почнал со регионалната соработка. Значи, не случајно регионалната соработка е еден од клучните услови во процесот на европска интеграција и приближување на земјите од регионот кон него. Ковид пандемијата уште повеќе зацврсти оваа ситуација. Сакам да кажам дека во целиот овој период, во изминативе 3 месеци, имавме исклучително добра соработка, пред се и над се, со Бугарија, со Србија и со Грција, како и со Албанија и Косово. Значи, единствените две места, два аеродрома кои беа отворени за македонските граѓани, за извлекување на македонските граѓани од странство, беше Софија и Солун. Исто така, голем број на наши граѓани се вратија и преку територијата на Република Србија и понатаму Хрватска, Словенија, бившите ју републики. Уште еднаш сакам да потенцирам дека соработката во оваа смисла меѓу државите, поготово за случаите од хуманитарен карактер, здравствени медицински потреби, транзит на лекови, беше на исклучително високо ниво и тоа е една додадена вредност во вкупната соработка меѓу земјите од регионот. Неколку клучни елементи и од регионална соработка, меѓутоа исто така и од аспект на ЕУ и НАТО. Би почнал тука прво соработката на регионот со Европската Унија, а потоа ќе додадам и неколку коментари и за што НАТО направи како поддршка за регионот во справување со кризата. На 13 мај Европската Унија го презентираше пакетот за туризам и транспорт, кој генерално се однесува на земјите членки, меѓутоа со посебна референца дека земјите од регионот исто така се добредојдени да се приклучат во соработката и имплементацијата на овие мерки, со напомена дека соработката ќе биде од круцијално значење во следните фази од справување со кризата на регионално, но и на европско ниво. Пред 10 дена имавме министерски состанок на ниво на министри за надворешни работи, иницииран од министерот Димитров и министерот на Република Грција Дендијас, во така наречен солунски формат. Значи 6 земји од Западен Балкан и 6 земји од поширокото соседство на регионот Југоисточна Европа, а земји членки на Европската Унија. Значи беше договорена соработка во 3 клучни области: во транспортот, што значи постојана отвореност на така наречените зелени коридори за непречен проток на стока, капитал и медицинска опрема, интензивирана соработка во здравствениот сектор и соработка во областа на туризмот, имајќи предвид дека неколку земји од соседството туризмот е значајна гранка, вклучително и за Република Северна Македонија, и како земја на транзит, и како земја која исто така има интерес за продлабочување на соработката во туризмот. Европската Унија, вистински пријатели се пријатели кои ќе помогнат во мака. Значи, ова се само хайлајтс, ќе набројам неколку клучни активности за поддршка. На ниво на регионот иницира досега незапамтена мобилизација од фонд од 3,3 милиарди евра. Тоа се пред се кредити,
со ниски камати за поддршка на земјите од регионот. Бевме исклучени од листата за забрана на увоз и извоз на лекови и медицинска опрема во целиот овој период и во периодот кој што ќе следи. Се приклучивме кон европскиот систем на јавни набавки, со кој што ни се овозможува за сите земји од регионот да добиеме опрема и лекови по многу пониски цени, доколку секоја земја би одела индивидуално. Конкретно за Република Северна Македонија, значи неповратна помош добивме 65 милиони, добивме пристап до European Union Civil Protection Mechanism, добивме пристап до Фондот за солидарноста на Европска Унија и исто така целосна поддршка во процесот на репатриација на нашите граѓани. Нешто што е многу блиско поврзано со регионалната соработка, Европската Унија и Берлинскиот процес, тоа е така наречениот MAP-REA 2.0 или повеќегодишниот план за јакната регионална економска соработка, беше договорено и прифатено од страна на сите земји, а во соработка со Европската комисија, со Франција и Германија како основачи на Берлинскиот процес, дека секоја компонента во договор меѓу земјите ќе претрпи измени, односно приоритетите ќе бидат прилагодени согласно економските состојби и случувањата со COVID пандемијата. Тоа е отприлика во делот на Европската Унија, се разбира и НАТО. Како нова земја членка на НАТО, апсолутно добивме пристап до сите инструменти кои се на располагање, пред се до системот за Евроатлантскиот координативен центар за справување со кризи, кај што секоја земја ги искажува своите побарувања и како резултат на нашето обраќање до центарот добивме помош и финансиска и медицинска од многу земји членки, почнувајќи од Соединетите Американски држави, Норвешка, Турција, Словенија, Холандија, Чешката република и така натаму. И една многу важна тема за која што сакам да слушнам и од другиве ценети панелисти, како е во Бугарија, како е во Србија, сакам да укажам дека во изминатиот период Република Северна Македонија е под напад од лажни вести, кои што на одреден начин представуваат и безбедносен предизвик и за земјата, а знам дека помалку или повеќе тоа се случува и во останатите земји од регионот. Во смисла дека COVID пандемијата е заговор на светските сили или на трети фактори, дека не е здравствен ризик, дека е блиску поврзана со 5G технологијата и дека пандемијата се шири меѓу пробните антени и оператори на новата технологија, што воопшто не е точно. И морам да признам дека да вложуваме многу напори да се справиме со овие лажни вести, кои морам да признам дека имаат ефект кај одреден дел од населението и како што сите знаете, за жал бројките изминатите неколку денови во Република Северна Македонија растат. И ова е еден феномен со кој што ќе треба да се бориме дефинитивно во периодот што следи пред нас, имајќи предвид дека ќе има и неколку изборни циклуси во регионот, јас очекувам дека the best is yet to come. И во Србија, и во Македонија, и во Хрватска, за каде се закажани редовни избори. Ете, отприлика толку за почеток, па би се вклучил подоцна во дискусијата. Ви благодарам. Благодарам, почитуван државен секретар. Во дискусијата би сакал да го отвориме и прашањето на влијанието на другите државни актери, на Народна република Кина, на Руската федерација, колку таа го користи овој глобален феномен, односно ова глобална пандемија во продор на просторот од овој дел од Европа, особено во Србија, колку има влијание во Македонија и дали може да се искористи за одреден дисбаланс во евроатлантските интеграции и каков однос ќе градиат малите држави кон, например, Народна република Кина во иднина, имајќи во предвид односот и заложбите за понатамошно идно блокирање економско и од друг аспект.
Ви благодарам за почеток за вашето излагање, информациите и сликата која ни ја дадовте во однос на напорите кои ги прави Министерството за надворешни работи заедно со владата во справувањето со овој вирус. Како е во Белград? Ќе го слушнеме колегата Драган Џукановиќ кој ни се приклучува за прв пат во овој проект и овој вебинар, кој заедно со колешката Дронзина ќе го изработиме полис пейперот кој ќе произлезе како резултат на оваа анализа и регионален проект. Драгане, добар ден, поздрав, како си? Dobar dan, hvala na pozivu, zahvaljujem se i Fakultetu za bezbednost iz Skoplja, svakako i ništa manja zahvalnost i fondaciji Konrad Adenauer u Skoplju, dakle kancelariji u Skoplju koja uvek prepozna nekako prilično zanimljive teme i u pravom trenutku ih na neki način analizira. Mislim da je to kvalitet svih, da kažemo, konferencija koje organizuje i Fakultet za bezbednost i fondacija Konrad Adenauer. Kada je u pitanju ovo o čemu danas govorimo, uticaj različitih aktera u ovoj pandemiji COVID-19, mislim da je veoma značajno da ukažemo na te koordinate kako je taj uticaj išao tokom ova protekla 2 ili 3 meseca. Bilo je sasvim evidentno da u prvim trenucima Evropska unija se ne snalazi sasvim dovoljno u krizi sa kojom se suočavamo i da je njen odgovor prema Zapadnom Balkanu u početku bio prilično neuobičajen. Dobili smo neku vrstu lošeg signala kada je u pitanju izvoz medicinske opreme, kada su u pitanju neke druge stvari, ali ipak kada sada podvučemo crtu, ako uslovno kažemo da smo sada na repu pandemije, možemo da zaključimo da je ipak Evropska unija ta koja je najviše novca, da kažemo, donirala i koja će najviše uložiti kako u sanaciju socijalno-ekonomskih prilika, tako i u zdravstveni sistem ovih naših zemalja. I malo pre gospodin Popovski rekao da je to zaista jedna impozantna cifra od 3,5 milijarde eura i mislim da je to jedna od veoma bitnih stvari. Kada je u pitanju Srbija, ona se uvek nekako nalazi na klackalici između istoka i zapada i taman kad pomislite da ona svoj spoljno-politički kurs okreće konačno ka zapadu, ova kriza je pokazala da se Srbija nije okrenula svom tradicionalnom, kako se često kaže, dobrom prijatelju, partnerskoj zemlji, svojoj majčici Rusiji, već naprotiv okrenula se jednom sasvim drugom akteru, a to je Kina. I to je dosta nekih unutrašnjih reakcija izazvala. Videli smo i od strane Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država da je bilo. Srbija je neku vrstu prve pomoći u snabdevanju ovom opremom upravo dobila iz Kine, to je istina, ali kada se pogleda koliki je odnos donacija i koliki je odnos bespovratnih sredstava, ipak možemo da vidimo da je od Evropske unije značajnija pomoć stigla u ovoj kasnijoj fazi. Naravno, medijski je to sve bilo eksploatisano kroz dolazak aviona iz Kine, njihov doček, a kada je opet s druge strane stizala pomoć iz Evropske unije, to je bilo na nekom mnogo nižem nivou isplaćeno. Kina je pokušala da kada je u pitanju Zapadni Balkan i mislim da je u nekim zemljama čak i uspela, sa možda izuzetkom Kosova, da tu svoju diplomatiju belih maski promoviše. Ona je poslala tu pomoć i u Bosnu i Hercegovinu, i u Crnu Goru, i u neke druge države regiona, pa i u Hrvatsku i tako dalje, mislim da i u Severnu Makedoniju. Tako da je ona na neki način pokušala da pokaže svoju dobru volju, iako su vlasti Narodne Republike Kine dugo vremena, gotovo od novembra do januara, faktički prikrivale realno stanje kada je u pitanju izazivanje epidemije u njihovoj zemlji, a kasnije i pandemije COVID-19. Iako su recimo u Srbiji mnogi koji se bore protiv dobrih odnosa u regionu, koji su onako uvek zluradi kada je u pitanju balkansko okruženje Srbije, ja moram da kažem da sam ipak na neki način pozitivno iznenađen. Zapravo, zbog čega? Imali smo sve vreme funkcionisanje zelenih koridora, dakle puno cirkulaciju snabdevanja roba između naših zemalja i između naših zemalja i Evropske unije. Takođe, videli smo
da je recimo upravo u jeku pandemije 6. maja održan samit Zapadni Balkan i Evropska unija, gdje je potaknuta dodatno regionalna saradnja, gdje je rečeno da se zemlje Zapadnog Balkana mogu najbolje suočiti sa krizom upravo kroz jačanje i intenziviranje svoje regionalne saradnje, odnosno kroz ojačavanja projekta koji je krenuo od 2017. godine u okviru Berlinskog procesa i koji se naziva regionalno ekonomsko područje. Također ja bih podsjetio da su još u oktobru protekle godine je započeo jedan tripartitni proces produbljivanja regionalne ekonomske saradnje, odnosno regionalnog ekonomskog područja kroz uspostavljanja zone 4 principa Evropske unije, slobode kretanja ljudi, usluga, roba i kapitala na Zapadnom Balkanu. To su ovako nevešto mediji označili kao mali Schengen, ali to je jedna jako bitna inicijativa koja u narednom periodu može da doprinese da se ovi problemi ekonomske prirode u regionu savladaju. Podsjetio bih, inicijatori ove inicijative bili su Severna Makedonija, Albanija i Republika Srbija. Dakle, iako se činilo da te regionalne saradnje nije bilo, evo čuli smo i od gospodina državnog sekretara Popovskog, da je razmene informacije između zdravstvenih sistema u regionu bilo i mislim da je to nešto na čemu i dalje treba da se insistira. Dakle, s druge strane, Evropska unija, rekli smo u početku, nevešto je reagovala na krizu, ali nije to samo njen odraz odnosa prema Zapadnom Balkanu, gdje ona ima tradicionalnu neku vrstu suzdržanosti, već je to i rezultat unutrašnje dinamike odnosa. Videli smo i da Italija bila nezadovoljna odnosom Brisela prema onome što se dešavalo na severu Italije i tako dalje, ali opet s druge strane ova finansijska pomoć koja je kao prva pomoć zemljama regiona kroz 4 milijarde eura, a kasnije i ovo što je obećano kroz 3,5 milijarde eura već od septembra što bi trebalo da se realizuje, daje nam neku vrstu dobre polazne osnove da razmišljamo da će stvari krenuti, kada je u pitanju čitav region, pa samim tim i Srbija u nekom drugačijem i pozitivnijem pravcu. Vidjeli smo, dakle, još jednom bio je održan taj samit Evropska unija Zapadni Balkan 6. maja u Zagrebu, ništa spektakularno nije doneo kada je u pitanju Zapadni Balkan, sem naravno što je jako bitno, potvrđeno je otvaranje pregovora Severne Makedonije i Albanije sa Evropskom unijom. Mislim da je to veoma bitno i da se na to dosta dugo čekalo, pretjerano predugačko mogu da kažem, posebno kada je u pitanju Severna Makedonija, koja je uspela da od 2017. do 2019. reši gotovo većinu problema sa svim svojim susedima. Podsjetio bih prvo sa Bugarskom, zaključenjem ugovora u avgustu 2017. godine, polovinom 2018. Prespanski sporazum sa Grčkom, koji je, da kažem, po meni jedan od najbitnijih događaja s kraja protekle decenije. I ono što imamo također veoma bitno jeste to da su dodatno poboljšani odnosi sa Albanijom, a odnosi sa Srbijom su inače konstantno dobri, sa izuzetkom naravno tog odnosa Srpske pravoslavne crkve koja generiše probleme prema drugim crkvama u okruženju, uključujući ne samo Makedonsku pravoslavnu crkvu, nego i Rumunsku, Bugarsku, Crnogorsku crkvu koju ne priznaje i tako dalje i tako dalje. Ono što sam također hteo da još napomenem jeste da je veoma značajan fakt kada je u pitanju euroatlantska perspektiva regiona, to što je 27. marta 2020. Severna Makedonija postala članica NATO-a. Na taj način dobijemo jedan novi regionalni ambijent, nešto sa čime će se i drugi akteri u regionu morati suočiti. I vidjeli smo da je krajem protekle godine deblokiran proces ulaska Bosne i Hercegovine u NATO kroz aktivaciju Membership Action plana, što na neki način stvara jednu vrstu novog ambijenta. Naravno, ukoliko dođe do uspešnog okončanja dijaloga Beograda i Prištine ili Srbije i Kosova, treba očekivati i da će ulazak Kosova u NATO u tom slučaju biti ubrzan, a onda se još dodatno, da kažemo, ta geostrateška i geopolitička mapa našeg regiona tiče. Srbija trenutno ima partnerske odnose sa NATO. Oni su s jedne strane od strane vlasti naglašeno partnerski, a s druge strane imamo
stalnu propagandu, fake news, reinterpretaciju onoga što se dešavalo 90. godina tokom raspada bivše Jugoslavije, reinterpretaciju onoga što je bilo vezano za vazdušnu kampanju NATO-a 99. godine i tako dalje. Tako da smo tu na neki način suočeni sa izvesnim problemima kada je u pitanju percepcija NATO u Srbiji. Trenutno oko 11% državljana Srbije ili građana Srbije podržava ovu opciju, ali dosta tome doprinese i jedna loša medijska slika koja se od njemu intenzivno širi. Sada bih došao do jednog aktera koji je sada bio uspavan, jedan medved koji je bio uspavan u ovoj, na Balkanu kada je u pitanju COVID-19, to je Ruska federacija. Ona je sada suočena sa izrazito jakim unutrašnjim ekonomskim problemima. Videli smo koliko pandemija dodatno usložila tamošnje prilike, imajući u vidu da je Rusija već od 2013. ili 2014. pod restriktivnim merama Evropske unije kada je u pitanju ekonomije i tako dalje. I ona i dalje pokušava da pre svega preko Republike Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska osnaži vlastite pozicije. Sve to opet zavisi koliko će ona uspeti. Videli smo da ona nije uspela da osnaži u Crnoj Gori pred ulazak u NATO 2017. u Severnoj Makedoniji do ulaska u NATO 2020. godine, ali u Srbiji ona i dalje to pokušava da uradi, što naravno opet zavisi, apsurdno je, od dogovora Beograda i Prištine, jer konačno okretanje Srbije ka zapadu biće moguće jedino ukoliko se uspešno okonča dijalog između Beograda i Prištine. Ovo što je također gospodin Popovski rekao, kada je u pitanju fake news, mi imamo nekoliko dobrih centara koji se bave izučavanjem širenjem lažnih vesti u medijima Srbije. Jedan bih vam preporučio, to je Fake News Tragač. Možete ga lako naći preko pretraživača. Tu možemo vidjeti da je 90% fake news potiče od srpske redakcije Sputnika. Dakle, to je, da kažemo, rusko provladino glasilo koje se emituje širom sveta na više jezika, a kada je u pitanju Srbija, većina lokalnih medija preuzima kao autentične, neproverene i netačne vesti koje širi ovaj servis Sputnik i na taj način se kroz medijsku mrežu širi u Srbiji. Nažalost, mnogi mediji, mnogi portali te vesti preuzimaju kasnije u regionu i kažem još jednom, zaista preporučujem svim ovim učesnicima našeg današnjeg seminara da pogledaju Fake News Tragač sajt gde jasno mogu da vide mapirano odakle i kako idu te lažne informacije. Takođe vidimo da Ruska federacija u ovom trenutku imenuje i Primakova, jednog ruskog diplomatu, da bude i zaslanik za, kako se kaže, balkanska pitanja. On je čovjek koji je veoma sklon da Srbiju i dalje drži u interesnoj sferi Moskve i vidjet ćemo kako će, ovih dana su se u medijima, nekim provladinim medijima pojavili prilično loši natpisi kada je u pitanju uticaj Rusije na Srbiju, koja eto pokušava da na neki način, kako se kaže, utiče na autohtonu spoljnu politiku Srbije, mada ona i nije kao takva jasno definisana. I naravno ne možemo da prenebregnemo ni Sjedinjene Američke Države, one su veoma značajne u regionu, one su uspele da, ne podsjećam na Dejtonski sporazum, Kumanovski sporazum, Ohridski sporazum, Prespanski sporazum, nadam se da će uspeti da donesu neki novi Kosovski sporazum, jer iskreno od Evropske unije ne vidim mogućnost da ona to uspe da uspešno reši. I pored ove unutrašnje krize u Sjedinjenim Američkim Državama koju pratimo sa nekim vrstom verovatno i rezerve i jasnih problema koji se pojavljuju, ipak očekujem da će, bez obzira kako budu prošli izbori u Americi u novembru, kada je u pitanju predsjednički izbori, dakle da će fokus biti i dalje dosta usmeren ka našem regionu, ka dovršavanju nedovršenog posla. Tu pre svega mislim na odnos Beograda i Prištine, ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, kasnije ulazak Kosova u NATO, dakle na neka pitanja koja se smatraju geostrateškim interesima Sjedinjenih
američkih država. Dakle, to smatram da će biti konstantna, nezavisno od toga da li će pobediti Trump ili Biden na predstojećim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja se nadam, Marijane, da nisam odužio i vrlo se radujem nastavku, odnosno potencijalnim pitanjima koja će uslediti. Hvala. Ти благодарам, Драган, за твојата анализа и преку неизе го запали, да речем, црвеното светло на големото влијание и продорот на Народна република Кина и Руската Федерација и користењето на овој процеп во регионот и неактивноста која имавме и од Европската Унија во делот на солидарноста, поддршката, движењето на стоки и луѓе и генерално и самата Европска Унија сега се наоѓа на тест дали ќе не поддржи и членките на Европската Унија и сите аспиранти во делот на подобро справување со економската криза која веројатно допрва ќе следи по пандемијата и особено постоеше теза дека помалите држави како Македонија подобро се справуваат со пандемијата, но деновиве кои ги имаме кај нас во Скопје и бројните неколку други општини во земјата тоа го демантираат. Дали е потребна промена на стратегијата, дали е потребно владење на правото и на законот на цела територија, наспроти одговорниот однос кон граѓаните од сите етнички структури и во услови кога социјеталната, односно идентитетската безбедност очигледно се наоѓа под знак прашање, односно е загрозена во Република Северна Македонија како резултат на влијанието на пандемијата и спроведувањето на репресивните мерки и односно рестрикциите кои се спроведуваат за движењето на граѓаните во овој период. Како е во Бугарија? Ги видовме српскиот председател и бугарскиот премиер како заедно се прошетаа, направија стратегија за гасификација, дали тоа значи некое ново братство помеѓу Србија и Бугарија, каде тука се наоѓа Македонија и генерално ги знаеме вашите тези, професор Дронзина, во делот на влијанието на хибридните закани на Руската Федерација и на сега Народна република Кина и запирањето на европскиот процес на земјите од овој дел на Балканот. Добар ден, поздрав, професор Дронзина. Добър ден, поздрави от София, почитаеми господин държавен секретар, почитаеми господин ректор, скъпи колега Драгане от Белградския университет, драги колеги. Най-напред огромна благодарност за това, че на фондация Конрад Аденауер, за това, че ни дава втори път възможност да се видим и да поговорим след първия ни съдържателен разговор, който беше толкова интересен и толкова полезен за мен. Бих желала да обърна в самото начало на нашия разговор за регионалното сътрудничество и за подкрепата на Европейския съюз и на НАТО, за това, че или по-скоро да обърна внимание на обстоятелството, че ние сме в една ситуация, в която Европейския съюз и НАТО се чуват все повече и все повече за разлика от Русия и от Китай. Вие си спомняте в началото, че имаше ситуация, в която Китай провеждаше една много активна дипломация на маските. Имаше ситуация, в която Русия провеждаше доста, нека да го нарека така, спектакуларни, зрелищни мероприятия, които бяха свързани с помощта, която трябва да оказва. Но ето, че пандемията се развива, Русия е потънала в свои грижи и в свои работи, тъй като на 1 юли, както знаете, предстои всенародния референдум за избор за доживотен избор на президент. Преди това готвят един такъв парад на победата, който аз не знам как точно ще направят,
предвид обстоятелството, че ще бъде все пак в една ситуация на криза. От друга страна, Китай е твърде заед със себе си, защото Австралия, Америка и много страни от Европейския съюз подкрепиха искането да се направи или по-скоро да се разследва целесообразността на неговите действия, дали на време уведомил или не уведомил света. Световната здравна организация е в остър конфликт с САЩ заради позицията, на която взе Тръмп на своя страна. Америка в дадения момент има проблеми, които са свързани с расовите вълнения там или по-скоро с вълнения там, които имат. И на Балканите тези имена на тези държави се чуват все по-малко и по-малко, за разлика от Европейски съюз, който се чува все повече и повече. И аз мисля, че той ще продължи да се чува все повече и повече. Може би трябва да бъдат направени накрая тези изводи, но аз ще си позволя да кажа още в самото начало. Да, ние на Балканите имаме нерешени проблеми. Да, има все още неща, които трябва да се уточняват между нашите страни. Но вие виждате как сега в момента на голямо изпитание за всички ни в този регион. Аз имам предвид на всички ни, точно на всички страни, свързани с коронавируса, как ние някакси се обединяваме и как забравяме някакси противоречията си и се съсредоточаваме върху онова, което ни свързва, а не върху онова, което ни разделя. В тази връзка аз бих искала да подчертая, че онова, което ми се струва много важно да кажа, е, че много мероприятия бяха организирани, една нечувана дипломатическа активност имаше през това време, която точно е насочена към нашето сътрудничество, като тази дипломатическа активност, може би първото, което трябва да отбележим във връзка с нея, е точно видеоконференцията на външните министри на Гърция, Румъния, Словения, Република Северна Македония, Албания, Сърбия, Босна и Херцеговина, Монтенегро и Косово, която беше организирана по инициатива на гръцкия военен министър и т.е. външен министър и министър на външните работи на Република Северна Македония, господин Никола Димитров. Основните моменти, които бяха разглеждани, беше социоекономическите последствия на пандемията на Балканите и мерките, които ще се вземат. Забележете, че все повече и все повече ние говорим именно за едни регионални мерки и за обстоятелството, че няма как да решим проблемите, пред които всички сме изправени, защото тези проблеми са нещо, което касае в еднаква степен всички ни. Също така бих искала да подчертая, че външният министър Екатерина Захариева каза, че един от най-важните проблеми, които пандемията ни е научила, или един от най-важните уроци, които ни даде, е, че ние се нуждаем от повече сътрудничество между страните в региона и повече сътрудничество с Европейския съюз. И в същия момент тя подчерта, че ние сме показали за пореден път, че Западните Балкани са част от Европа и ние трябва да засилваме сътрудничеството от двете страни. Какви са резултатите от тази среща? Вие знаете, че беше приета една декларация, която потвърди стратегическото партньорство между Европейския съюз и страните от Западните Балкани, като се подчерта необходимостта от общи действия в областта на COVID-19. Страните в срещата се съгласиха, че те ще възстановят трафика, ще отворят границите и ще
вдигнат ограничителните мерки. В същото време в здравния сектор беше постигнато споразумение между външните министри, че ще се увеличи сътрудничеството, като ще се създаде една регионална мрежа от здравни заведения, които ще работят заедно, за да лекуват пациенти, тъй като това може да стане необходимо. Ние видяхме, че в Европа имаше такива примери, в които Германия лекуваше френски пациенти. Същото беше и с Италия. Защо това да не се случи и на Балканите? Аз твърдо вярвам, че може да се случи. Също така беше решено и да се рестартира туризма по един безопасен начин, което е много важно за нас, за нашите икономики, както за Македония и Сърбия, така и за България. По отношение на транспорта, това беше подчертано и от господин държавния секретар, отново се декларира готовността за запазване на Балканите, на зелените коридори, като връзка между Европейския съюз и Западните Балкани. Те наистина трябва да останат зелени тия коридори и в посткризисния период, което означава, че пък от друга страна страните ни ще имат задачата да отстранят всички излишни бариери, административни преди всичко и свързани с инфраструктурата, които засягат потока на стоки и на пътници. На пето място, министрите на вътрешните работи също така препотвърдиха ключовото назначение на балканското сътрудничество и на европейската перспектива на Балканите, което е много важно за всички ни. Също така искам да подчертая, че следващата активност, която се състоя и която засягаше регионалното сътрудничество, беше четиристранната среща между България, Гърция, Румъния и Сърбия, която се проведе на 19 май 2020 година. Тя също беше проведена онлайн тази среща и в нея участваха премиер-министрите. Аз съжалявам, че не мога да покажа презентацията, защото изглежда, тя е правена за Office 365, но изглежда, че има някакви проблеми при представянето извън рамките при други платформи. Но тук са дадени снимките на министрите, на премиер-министрите. Посочени са съглашенията, които показват, че България и Гърция вече се съгласиха от 1 юни, това вече стана, да отворим и да освободим бизнеса, семействата, дипломатическите връзки, хуманитарните и транспортните отношения без карантина, което е много важно. И очакваме такова споразумение, между другото, да бъде подписано и с Белград, като на 25 юни очакваме да бъдат вдигнати и задължителната карантина на шофьорите, които прекарват стоки с международния транспорт. Също така очаква се това да бъде направено не само между нашите страни, 4 страни, които са съседски, но също така между нашия регион и Германия и Австрия, което е важно за повишаването на освобождаването на свободното движение на стоки, хора, както беше преди карантината. Други форми на регионално сътрудничество не липсват, разбира се. Например, в редица хуманитарни операции България поддържаше транспорта и репатрирането на граждани на Европейския съюз, а също така и граждани на Сърбия и на Република Северна Македония и Монтенегро и Черна гора. В същото време, по искане на сръбския президент Александър Вучич, по телефонен разговор, който беше проведен на 18 май с българския премиер-министър, господин президентът на Сърбия заяви, че
ще се работи за улесняване и за улекотяване на режима на пресичане на граници между двете страни, защото започва туристическия сезон, а туристическия сезон е важен както за нас, така и за Сърбия. От 1 юни ще повторя карантината за движение между България, Гърция и Сърбия вече не важи. Искам да кажа, че що се отнася до регионалното и европейското сътрудничество, веднага на първо място излиза срещата между Европейския съюз и Западните Балкани. Това е срещата на върха, известна още като срещата от Загреб или Загребската среща, която се състоя на 6 май 2020 година и която беше отново с видеоконферентна връзка поради пандемията на COVID-19. На нея присъстваха държавните глави на страните от Съветския съюз, от Европейския съюз, също така и на 6 държави от Западните Балкани. Беше председателство на тази среща от президента на Европейския съвет Шарл Мишел. Също така присъстваха президентите на Европейската комисия Урсула фон дер Лейен, Андрей Пленкович, първи министър на Хърватия и други първостепенни политици, които са в позицията на вземащи решения за своите страни. Веднага искам да кажа, че резултата беше одобрените 3,3 милиарда евро. Те са пакета за Западните Балкани, която е една значителна сума, като си има предвид размерите на нашите страни. Като най-напред беше подчертано, че нашите страни от Западните Балкани, България, Гърция, които сме членки на Европейския съюз, ще работят заедно за преодоляване на последствието от коронавируса, а Европейския съюз активно ще подкрепя тези усилия. Разпределено е по определен начин на тези финансови пакети. От тях голяма част е предназначена за 38 милиона са предназначени за непосредствените пакети, за един пакет, който е за непосредствена подкрепа на Западните Балкани за справяне с здравната криза, с санитарната криза. Европейския съюз ще продължи да доставя материали и да осигурява и да подкрепя доколкото може Западните Балкани. Европейския съюз повтори за пореден път и за колективния заем, който той ще тегли. Също така Западните Балкани, както беше казано, ще получат достъпи до центъра, до гражданския защитен механизъм на Европейския съюз. От друга страна ще имаме в пакета и други средства, които са предназначени за други цели, за възстановяване на бизнеса, защото след икономиката идва бизнеса. Да не злоупотребявам с времето ви, ще кажа за среща на високо равнище и на лидерите на страните от Централно-европейската инициатива, която се състоя на 15 май 2020 година. Беше публикувано съвместно съобщение, съвместно комюнике на този форум за справянето с пандемията. Искам също така да подчертая, че не по-малко знакова е и помощта, която Европейски съюз и НАТО оказа на нашите страни. Лично България беше подпомогната с транспортиране на санитарни материали, в това число маски и други, които са необходими апарати за обдишване, необходими за справянето с коронавируса.
Искам да подчертая думите на Столтенберг, който каза, че натовските способности са мобилизирани за справяне с коронавируса, че той ще подкрепя страните и действително конкретна помощ получиха България, Латвия, Полша и Румъния, че войските на армията на Съединените щати, които се намира в Европа, ще подкрепят тези усилия. Разбира се, тук има нещо, на което трябва да обърнем внимание. Вие може би си спомните, че в последните дни, най-напред в Шпигел, а след това в Economist, мисля, се появиха съобщения, че НАТО не е бил на висотата на реакцията на пандемията и че след официалните срещи са се състояли и тайни срещи, т.е. срещи, които не са били публични, на които е станало въпрос за това, че НАТО очаква втора и трета вълна и именно готви плановете си за справяне с тази втора и трета вълна. Може би наистина не е лошо да си направят планове, защото тук видяхме американските самолети да облитат небето на Европа едва сега, когато повече или по-малко карантината и да справяме с коронавируса. От друга страна, в България военна болница получи специален депеш, в който се казваше, че трябва да бъдат осигурени процент от леглата, които са за лечение специално на военнослужащи. Може би наистина НАТО преосмисля и пандемията му е от полза и на него, до толкова доколкото преосмисля механизмите си на действие и доколкото се подготвя за една ситуация, която, дай Боже, разбира се, всички се молим да не се случи, но за съжаление не можем да изключим, тъй като все още се борим срещу една заплаха, която малко познаваме. Благодаря за вашето внимание. Готова съм да отговарям на въпроси винаги, когато вие пожелаете да ги зададете. Мариане? Благодарам, драга професорке, за вашето излагање и прикажање од дипломатски фронт, односно офанзива која е преземаат земјите од регионот и поддршка од Европската унија и НАТО. Јас ќе ги повикам сега студентите да се вклучат доколку имаат прашања или пак евентуално да се вклучат во дискусијата која отворивме со државниот секретар и колегата Ѓукановиќ и колешката Дронзина. Во однос на нашата држава, како што беше кажано, го имаме како механизам на делот на цивилна заштита од Северноатлантската алијанса, кој доволно не е искористен во делот на дотурот на евентуална помош на заштитни маски и генерално, како што во една прилика на еден сличен вебинар кажа и колегата Ризван Сулеймани, макар и символично, НАТО авионите покрај тоа што ги слушнавме горе во воздушниот простор како гаранција од Соединетите Американски држави и од Грција за гаранција на контрола на воздушниот простор, сепак неопходно е многу поголема искористеност на механизма за цивилна заштита од НАТО и поддршка и на Република Северна Македонија како 30-та земја членка, но и генерално на сите земји во регионот, имајќи во предвид колку помош во суштина дојде од Кина, од Русија, за Србија и дел од другите земји од регионот, наспроти ова поддршка која недостасува поголема од земјите од Европската унија. Сега е прашање дали ни е потребна и неопходна поддршка и помош, особено на здравствениот систем за споделување на искуства кои ги има и Србија, и Хрватска, и Словенија, и Бугарија, имајќи во предвид што Македонија се наоѓа во критична фаза во делот на справувањето со пандемијата, во услови на нефункционирање на дел од институциите. Значи, функционалната демократија во земјата е значително загрозена и се наоѓаме во период кога имаме техничка влада која дополнително го оптоварува функционирањето на системот и реално е потребно обединување на сите политички субјекти. Колку ќе биде зрелоста на сите политички субјекти во земјата и ќе ја препознаат зрелоста кај мнозинството граѓани кои ја покажа, останува во периодот од наредните 5 до 10 дена да го положиме тестот или се уште да бидат за жал
поголеми последиците по земјата кај нас. Очигледно Руската Федерација кај нас го користи влијанието и блискоста со дел од црковните кругови кои пласираат дел од информациите околу коронавирусот и нивното влијание и дел односот кон овие мерки кои ги има државата, но тука се и дипломатските активности кои дипломатија под маски, како што се вели, и влијанието полека, но сигурно на Народна република Кина на овој период и оставениот празен простор кој го има Европската Унија. И нужната потреба да се земјата изнајде подобар механизам за справување со лажните вести во делот на пример, земјата се најде на врвот на листата на пласирани лажни информации на Facebook во однос на коронавирусот од земјата. Значи, по пласираните информации во кампањата за избор на американски претседател од Велес, сега имаме главни изворишта или финансиски или на други држави кои ги поттикнуваат за пласирање на лажни информации кои се основа за хибридните закани и опасност ова здравствена пандемија и криза да прерасне и во економска, која допрва ќе ги имаме последиците, но реално и опасност од безбедносна криза, но и криза која ќе ги загрози идентитетот, односно социјеталната безбедност на земјата, која сериозно е загрозена со оглед на, за жал, евидентното присуство на поделеност на земјата и функционирање на две различни приказни. Дали некој од студентите, ако е заинтересиран, го замолувам да се пријави на чат или овде да се вклучи во дискусијата или евентуални прашања до државниот секретар или нашите професори од Белград и Софија. Во меѓувреме, додека ако се вклучи некој од студентите, имајќи во предвид дека некаде имаме околу 5 до 10 минути да привршиме со вториот вебинар, би сакал да го прашам државниот секретар кои се видувањата официјални на Министерството за надворешни работи, во делот на соработката со Народна република Кина, Русија и генерално влијанието на новите државни актери на овој дел од Европа, користејќи ја состојбата со пандемијата. Попов, повелете. Ви благодарам на прашањето. Значи вака, нашите надворешно политички приоритети не се тајна. Регионална соработка и евроатлантска интеграција. Се разбира, ние водиме честна и мудра политика на одржување на колку што е можно добри односи и со Кина и со Руската Федерација. На фер основа. Секој со својот интерес. Не би споменувал влијанија поединечни на земјите, ќе го кажам следното. Овој регион од секогаш бил предмет на интерес на трети фактори, така и денес. Колку ќе бидеме отпорни, прво зависи од нас самите, не само како Република Северна Македонија, туку како и земји од регионот. Немам доволно време, како што каже и господинот Џукановиќ и господја Дронзина, имам што да кажам и на мини Шенген. Ние тоа не го нарекуваме мини Шенген, го нарекуваме зајакната регионална соработка во вистинска смисла. Тука не се крие ништо, ниту нова иницијатива, само забрзување на соработката, имплементација на мерки за добробит на сите. Колку регионот ќе биде отпорен, зависи од поддршката и од Европската Унија и НАТО во оваа смисла. Знаете дека социоекономскиот пакет за Западен Балкан беше најавен на самитот во Загреб. Заради кризата со пандемијата е одложен за наесен. Ќе видиме со каков пакет ЕУ ќе излезе кон земјите од регионот, што ќе биде многу важен во оваа смисла. Да се подсетиме, еден од клучните приоритети на новата методологија за преговори е постигнување на економска и политичка конвергентност на Западниот Балкан со Европската Унија. Во безбедносна смисла ја имаме ЕНИСА, Агенцијата на Европската Унија за National Information Security, во делот на НАТО го имаме NATO Center of Excellence во Хелсинки, кој што е на располагање и на сите земји членки и на НАТО, меѓутоа го користат и земјите членки и земји кандидати на ЕУ. Значи, од нас зависи. Токму така, од нас зависи и токму заради тоа и ова поттикнување на регионалната соработка и размена на информации и можности како
би соработувале уште поуспешно. Овде имаме прашање и вклучување во дискусијата од Ана Блажевска. Повели Ана до Ѓукановиќ и генерално се вклучи во дискусијата. Поздрав. Добар ден. Ви благодарам многу за презентацијата. Моето прашање се однесува на користењето на технологијата во Кина и во Србија во текот на пандемијата. Знаеме дека Србија има доста развиена соработка со Кина во однос на технологијата за надзор, surveillance, користење на софтвер за препознавање на лица, камери за јавна безбедност во соработка со Huawei, а истовремено Кина ја усовршува оваа технологија и ја распространува доста широко во текот на пандемијата и веројатно она што е постигнато ќе остане и по пандемијата, значи Кина нема да го намали користењето на технологијата како начин до некаде и да ги намали слободите на граѓаните. Ме интересира дали Србија го прави истото, како ја користи технологијата во текот на пандемијата на COVID и дали во таа област соработува со Кина. Благодарам, Ана, на прашањето и прашање до колешката Дронзина за да се подготви и потоа ќе привршуваме со денешниот втор вебинар, доколку во меѓувреме некој не се пријави за вклучување во дискусијата. Како земјите од регионот да се справат со хибридните закани, како резултат на што е дел од овие лажни вести. Вие имавте одредено тврдење во делот на руското влијание и хибридните закани од Белград и Софија, каде што таргет е Република Северна Македонија. Што имате во однос на тоа да кажете хибридните закани и пандемијата? Дали тука имаме заеднички ризици закани? Во меѓувреме Драган да одговори на прашањето на Блажевска. Повели, Драган. Захвалjujem se koleginici na pitanju. Apsolutno aktuelna tema, to je tehnologija koja je nabavljena iz Kine, koja je vezana za Huawei i imamo izrazito jake reakcije i iz Evropske unije i iz Sjedinjenih Američkih Država da se ta tehnologija ne aktivira. Ona nije adekvatna bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnje u Srbiji i posebno to postavljanje više od 1000 kamera kako postoje neki podaci u čitavom, recimo, Beogradu, na neki način može da ugrozi suštinski ljudska prava, dakle, građana Srbije. I mislim da se u tom kontekstu veoma ozbiljno i vode neki dogovori sa Evropskom unijom da se ova tehnologija koja je nabavljena ne aktivira i da se obustavi nabavka nove opreme. Mislim da je to nešto na čemu će se insistirati. Ja bih samo, ako mogu, pošto imam jednu digresiju, samo Marijane, na ono pitanje o partnerstvu Bugarske i Srbije, ja mislim da je jedna perspektiva nove regionalne saradnje otvorena i kroz kvadrilateralu koja je osnovana 2015. godine ili krajova grupa gde učestvuju Rumunija, Bugarska, Srbija i Grčka, i koliko imam informaciju, i Severna Makedonija će dobiti poziv da se ovoj inicijativi u perspektivi pridruži, tako da će Srbija i Severna Makedonija sarađivati ne samo u okviru Zapadnog Balkana, nego i u okviru ovog šireg nekog, uslovno rečeno, istočno-balkanskog i južno-balkanskog konteksta. Se nadam da je koleginica zadovoljna sa ovim odgovorom kada je u pitanju Huawei. Благодарам, Драгане, на одговорот. Колешката Дронзина околу хибридните закани како ризик заеднички во регионот и користење на... Благодаря ти, че ми задаваш, Мариане, този въпрос, който аз не включих умишлено в моята работа, защото ако почнем да говорим за него, знаеш, че край няма. Поради това, че руската пропаганда е изключително агресивна, специално що се отнася и много опортунистична, специално що се отнася до епохата на COVID. Проследявам непрекъснато няколко руски издания, в това число и вчера получих едно предложение за интервю от един руски сайт, който ме моли да коментирам думите на българския министър на отбраната, че ние трябва да напуснем Европейския съюз
и трябва да се върнем отново към планирането, което беше характерно за Варшавския договор и за СИФ. Аз казах, че няма да коментирам, защото българския заместник, българския военен министър никога не е правил подобни изявления. Така че в много отношения имаме не просто фейк нюз, защото фейк нюз все пак е филтриране или изопачаване на информацията, а буквално цитиране или по-скоро не цитиране, а помесване на откровени лъжи, които нямат нищо общо с действителността в нашия регион. И между другото искам да ви кажа, понеже за това говорим, че няколко такива руски издания са така наречения Царград, който буквално ни засипва с фейк нюз за Балканите. Това е така нареченото информационно агентство Рекс и още едно, което беше много такова любопитно. Сега ще се опитам даже да видя името му. Тък му ще погледна какво ми писаха вчера. Да, точно така. Значи, политексперт е същото друго нещо, което засипва и замърсява информационната среда с лъжи за нашия регион. Добре ги знаете тези три имена, тъй ако ви попаднат да знаете, че това, което те разпространяват, са откровенни лъжи. Първият наратив, който се утвърди в руските медии, беше насочен към това, че Европейския съюз е изоставил своите страни членки. Тук имаше едно тръшкане, свързано с позицията на Италия в началото, на Франция и така нататък. По принцип, що се отнася до нашите страни, е написано и е посочено, че ние сме последна грижа на Европейския съюз, че Европейския съюз си измива ръцете, че те са твърде взети със себе си, за да се занимават с региона. Но вие виждате, че одобрените 3 милиарда и 3 съвсем не са измиване на ръцете. Другия наратив, който се промъква в руските медии, е свързан с опита на Русия да прокара в Организацията на Обединените нации, по-скоро в Съвета за сигурност, на 2 пъти се опита да прекара така наречената резолюция за солидарност, която резолюция за солидарност всъщност представлява опит Русия да заобиколи като един байпас, да обиколи мерките, които са наложени върху нея от международната общественост заради незаконната анексиране на Крим и някакси да се промъкне от тези мерки, да се измъкне от тези мерки. Разбира се, Украйна беше първата, която блокира всичко това, тази резолюция не мина. От друга страна продължава третия наратив, който срещаме в руската преса, е, че Русия и Китай са защитници на слабите и на унеправданите, т.е. слабите и унеправданите сме ние с вас, които сме някъде в периферията на Европа и на Европа въобще не е до нас. Ние сме трябвало да разчитаме само на тяхната помощ. Както виждате до този момент, кой знае каква помощ, която е сравнима с 3 милиарда от страна на Русия и на Китай не сме видяли тук на Балканите. Следващия наратив, който се утвърждава все повече, е, че точно страните, които са в противопоставка на този богат самодоволен Запад, а именно Русия, Куба, Венецуела, Иран, са страните, които са истинските борци против коронавируса. И между другото, вие си спомняте и кадрите, които бяха тиражирани многократно от руските информационни агенции за руската помощ, която отиде в Италия. Между другото, това е много интересен случай, защото тогава се оказа, че тая помощ всъщност е насочена към разузнавателни цели, а не към нещо друго. Тиражираха се кадрите с кубинските лекари, като се остави зад кадър това, че кубинските лекари не могат да откажат да пътуват където и да било на мисия в чужбина, защото иначе ще отидат да секат тканя,
т.е. захарна тръстика в плантациите. Не стана дума и за мизерните им заплащания. И изобщо се тиражираха и такива работи, които нямат нищо общо с действителността. Аз очаквам след събитията в Русия, а именно готвения апарат на победата, който според мен е едно безумие в тази ситуация на коронавирус. В Русия тенденцията върви нагоре, тя не слиза надолу. А на всичко отгоре се оказа, че имаме и доста изопачавания на данните и манипулиране на статистиката. И след референдума за избора на Путин като пожизнен президент, аз очаквам Русия да насочи вниманието си към икономическите трудности, които нашите страни ще срещнат по пътя на възстановяването, по пътя на възстановяването от икономическата криза, защото пандемията на COVID е страшна, но и това, което ни очаква именно като икономическо възстановяване, не е по-малко изпитание за нас. Въпросът на следение на проруските медии, просто не можете да си представите какви небивалици се срещат с тях. Там какви откровени лъжи, какви некоректни исторически алюзии и сравнения се правят. Неща, които ще накарат всеки от нас, които живеем тук, в този регион, да се попита или да се зададе въпроса. Тези медии нямат случайно тук кореспонденти и откъде черпят тази небивала информация, която предоставят на читателите си, като замърсяват безкрайно с нея информационното пространство. Маријане. Благодарам, професор Кедронзина. Сега имаме прашање од Даниела до државниот секретар Попов и како резултати и одговори на прашањето би го замолил на крајот државниот секретар да поентира, односно да направи заклучок од оваа дискусија која имавме денеска, имајќи во предвид дека го имавте и во ведниот збор од она што го слушнавме за Скопје, Белград, Софија. Имаме заеднички ризици и закани, како во суштина да се справуваме со градење на заеднички механизми. Даниела, повели со прашањето, а потоа државниот секретар. Повелете. Благодарам, Маријан. Северна Македонија ја дочека пандемијата во услови кога имаме техничка влада. Тоа е нешто што, да речам, на почетокот сите повеќе велеа, па добро, можеби е тоа некоја наша среќа, меѓутоа како се развиваа работите, се повеќе влада расположението дека навистина многу неповолно е за нас, за институциите, дека токму сега имаме техничка влада. Јас, со оглед на фактот дека во Министерството вашата улога е повеќе професионална, а помалку политичка, би ве прашала како вие лично гледате на состојбите, дали навистина ќе беше поразлично и институциите ќе функционираа полесно и покоординирано доколку имавме нормална влада или сепак извлековме некој бенефит од техничката влада? Како вие гледате нови работи? Што тоа значи за функционирањето на институциите? Благодарам. Значи вака, апсолутно не треба никој да има дилеми. Ова е време на сериозни предизвици и затоа е потребна политички легитимна избрана влада, што е можно поскоро. Знаете дека во тек се преговори меѓу најголемите политички партии, не сакам да навлегувам во тој дел. Добро е да се договори датум, консензуален, со консензус меѓу клучните чинители и веднаш што условите ќе дозволат да се оди на избори. Што можам да издвојам како додадена вредност од техничката влада? На страна дневната политика, учествувам и на седниците и на главниот кризен координативен штаб на владата и на владите, можам да ви потврдам дека апсолутно и техничките министри и сите министри има една одлична соработка за целиот овој период. Да, имало предизвици на тој пат и различни гледишта како некои активности треба да се реализираат, меѓутоа генерално сметам дека тоа е еден поголем плюс за нас во смисла на зрење на демократските процеси во државата. А инаку да, пред нас стојат важни одлуки и од економски и од политички аспект.
многу е важно што е побрзо да имаме легитимна политички изборна влада. Тоа е во однос на прашањето како самари од дискусиите. Јас би издвоил 3 работи за јакната регионална соработка. Тоа што го рековме, не мини Шенген. Во моментов имаме 4 земји, значи Северна Македонија, Албанија, Србија, се приклучи и Црна Гора. Идејата е понудена и на Косово и на Босна и Херцеговина. Во тој момент, за жал, немаше политичка влада и во двете земји, меѓутоа добиваме позитивни сигнали и ќе видиме од септември, веднаш по смирувањето на состојбата, да се организира. Според мене, колку е процесот поинклузивен, ќе биде толку подобар. Второ, од политички аспект, секоја земја има свој интерес во однос на европската интеграција и мислам дека треба да бидеме уште повеќе заедно. Дефинитивно не е патот напред чекање 15 години за почеток на преговори. Во случајот на Србија отварање по 1 до 2 поглавја на годишно ниво. Во случајот на Црна Гора чекање на opening benchmarks за последното поглавје повеќе од 1 година. Во случајот на Косово потврдено дека ги исполнува условите за визна либерализација и од парламентот и од Европскиот совет, што е уште поважно и се уште тоа не е во сила. Сакам да кажам, уште позајакната политичка соработка, сите заедно, секој со своите интереси. Трето, соработка со Европската Унија и НАТО, особено во безбедносниот дел и во справувањето, ни треба помош во справувањето со хибридните закани и влијанието на трети фактори. Ова според мене ми биле 3 клучни работи кои што се важни во периодот што следи. Благодарам, почитуван државен секретар, за вашето сумирање, учество во денешниот втор вебинар на Фондацијата Конрад Аденауер и Факултетот за безбедност. Благодарност до Даниела Поповска како координатор на проектот и представник на канцеларијата, до колешката Дронзина од Софискиот универзитет, колегата Драган Ѓукановиќ од Факултетот за политички науки на Белградскиот универзитет, колегите од Факултетот за безбедност и стипендистите на Фондацијата Конрад Аденауер. Можеме слободно да заклучиме дека имаме пријателско опкружување, позитивна енергија и подготвено за заедничка соработка и регионална поддршка. Особено тоа се потврди преку отвореноста на границите од Србија и Бугарија за македонските државјани и сметам дека како и порака од овој вебинар треба да биде Македонија не треба да чека, туку отворено треба да затропа и на дел од вратите и од регионот и од земјите од Европската Унија да побара помош и поддршка во начинот на справувањето со оваа здравствена криза, односно пандемија, имајќи во предвид дека од ден во ден бројките се повеќе растат и мислам дека заеднички обединувањето помеѓу граѓаните, политичките фактори треба да продолжи да биде уште посилно и на крајот да излеземе сите заеднички победници со оглед на тоа што имаме предизвици во делот на европските интеграции, процесот на заокружување на членството и во Европската Унија, но и целосно економско стабилизирање на земјата. Ви благодарам на сите за одвоеното време. Ние се гледаме сите учесници, студентите и професорите на крајот од идната недела со третиот вебинар од овој проект. Уште еднаш благодарност до државниот секретар, до сите вас и ви посакувам убав ден и многу здравје. Секој добро.